Задавач, почитувани заменик министер и почитувани колеги и најпочитувани граѓани, како се одвива расправата по амандманите за ребалансот за буџетот, јас со жал морам да констатирам дека заменик министерот, кога се во прашање амандмани од страна на опозицијата, веднаш по дефолт се одбиваат, а за опозицијата сите амандмани што ги предлагавте, не сите, ама за поголемиот дел се наоѓаат модификации, да се намали сумата, да се реалоцираат средства, да се префрлат од таму ваму, се со цел да се задоволат барањата и да се поддржат амандманите на позицијата, и сметам дека воопшто не е фер, затоа што и ние како опозиција бараме овие проекти за граѓаните. Значи не како што милува да каже колегата Реџел дека не ги носи средствата дома, ниту ние ќе ги однесеме средствата дома, туку бараме проекти кои што треба да ги задоволат барањата на граѓаните. И на крајот на краиштата и тие се гласачи и вашите се гласачи и не може да се задоволуваат апетитите и овде тенденциозно да се одбиваат амандмани на опозицијата, а да се прифаќаат на позицијата. Јас ќе ве замолам, заменик министер, не знам дали сте учествувале во изработката на ребалансот, многу ми е жал ако не сте учествувале, ама сметам дека треба да покажете интерес за приоритетите кои што ги нагласуваме овдека преку нашите амандмани. Точно прифативте два, но тоа е нешто многу малку спрема оно сега што го прифативте на колегата Реџел, втор амандман веќе прифаќате со намалени средства, значи изнаоѓате решение за како барем да се отпочнат проектите. А верувате дека, еве ќе зборам ја за воопштината, само да не ме опомените колега Минов како минатата реплика, дека ми преоѓа репликата во говор, затоа што секој имаме начин и стил на изјаснување и не го заслужуваме тоа. Ќе го кажам следното, дека во општината Газибаба, од каде што доаѓам, во 21 век ние имаме населени места каде што нема водовод и канализација, а кратите 50% од средствата што се за водовод и канализација. И сега, која е логиката? Значи, ние во 21 век се расправаме за водовод и канализација за Газибаба, а овдека за асфалтирање на патишта. Јас не викам дека не треба да се асфалтираат, туку популистички и во Газибаба што се работи? Популистички се асфалтираат одредени улици, после 2 години стагнација, паузирање од никаква работа низ општината, за да сега во пресред на изборна година се зафатите за работа и направите хаос невиден во општината, сообраќаен метеж секој ден, да не може човек да си дојде на работа. Се асфалтираат улици кои што првенствено треба да се стави водовод. И по редот на нештата иде прво да се стави водовод, а потоа да се стави асфалт. Но вие сте решени да направите шминка предизборна година, да ги подмитите, да ги подкупите гласачите и на тој начин да остварите резултат на наредните избори, што мислам дека не е фер и коректно. Благодарам.